Почитувани, добро ми дојдовте во 1084-тото поред издание на емисијата Спортодром со Мики. Говориме за спортот, за сето оно што е поврзано со спортот, говориме за настапите на нашите спортисти во општината, на локално ниво, на општинско ниво, што знам, во регионот, на државно ниво, говориме за настапите на нашите спортисти на меѓународната сцена. Нема да изостанат ниту информациите од меѓународниот спорт и затоа нема да должам многу. Ке почнеме веднаш со оно што беше најинтересно во изминатите 7 дена. За почеток, честитки до ракометарите на Алкалоид. Успеа да го елиминираат норвешкиот Рунар и закажа финале со грците во Европскиот ракометен куп. Ке биде интересно, можат нашите уште повеќе, само да кажам дека загубивме во Норвешка 5 разлика, меѓутоа исто толку славевме овде во Македонија, па се премина кон изведување на седмерци, таму блесна македонскиот бисер Галески на голот на Алкалоид, одбрани 3 седмерци, со што ги елиминираше норвежаните. Уште еднаш се покажува точно тврдењето дека Галески и Марко Митев се единствените бисери, и тоа небрусени дијаманти, во редовите на составот на Кире Лазаров. Сето останато е во границите на просекот, колку и да ги форсираме, колку да се обидуваме од нив да правиме играчи, се е џабе. Значи, Галески, Марко Митев и толку. За жал Марко му посекуваме што побрзо опоравување по операцијата. Галески му посакувам да блесне и на светското првенство за младенци, каде ќе предводи нашата репрезентација, онаа репрезентација што ја води Раде Стојановиќ. Тоа онака за почеток, нели? Да си почнеме ние онака како што одиме, само ќе потенцирам дека во ова издание, особено кога фудбалот е во прашање, ќе ги гледаме сите оние шанси, резолуции, такмите работи за шампионски титули, за пласман во европски надпреварувања, за преселба во понизок ранг, за преселба во повисок ранг и така натаму и така натаму. Па вака. Прва македонска фудбалска лига. Резултати од 29-тото коло. Пелистер Тиквеш 1-0. Шкендија Шкупи 3-3. Гостивар Работнички 0-3. Оваа средба беше прекината во 83-4 минута, откако Гостивар по иницијатива на нивната управа, нивниот капитен ја повлече екипата од теренот и нешто слично како Брера, Фудбалската федерација најави дека нема да биде заложник на ниту една екипа и најверојатно и Гостивар ги чекаат исти идентични казни како што беа за Брера. Не се разликува ништо. Меѓутоа Гостиварчани ова му е трет кикс, се тепаа со цивили, со полиција во Кавадарци, се тепаа во Струга, ова му е веќе трет кикс, така да овде казните може да бидат и многу поригорозни. Силекс и Струга во дербито без голови 0-0, Брера Воска 3-0. За оние кои што не знаат, Воска го направи истото на надпреварот со сега со Вардар, мисля, че не беше, ама не ме држате за збор,
Значи Воска си замина надвор од теренот, беше казната парично, беше казната со одземање на 9 бодови и управата на Воска рече ние не продолжуваме натаму во првата лига. Затоа сите останати средби до крајот, кај што ќе игра Воска, ќе бидат регистрирани со службен резултат 3-0 за противникот. Значи Брера Воска 3-0 службена. Вардар ја доби Беса со 3-1, па сега табелата во првата лига изгледа вака. 63 бода има Шкендија. Силекс е втор со 59. Работнички е трет со 55. Гостивар се уште има 48, ако биде казнет тој со одземање на 9 бодови, значи ќе има 39. Меѓутоа нема да дојде до некои турбуленции на табелата, бидејќи Струга има 47, па Вардар има 35. Сега Вардар е шести со 35, седми е Шкупи со 34, Пелистер има 32 на 8-то место, Брера на 9-то има 27, Тиквеш на 10-то има 26. Следува Беса со 24, последна Воска 13. Во следното коло службени бодови за Тиквеш. Воска, Тиквеш. Беса во дербито на дното игра со Брера. Струга ќе ја пречека Шкендија, Гостивар дома треба да игра со Пелистер. Шкупи, исто на домашен терен, го пречекува Вардар, а дербито го играат Работнички и Силекс. Според делегирањето, средбите треба да се играат на 4 мај. И сега знаете, последните две отпаѓаат, одат во понизок ранг во втора лига. 10-то пласираната, третата од оздола, игра бараж. Сега, на таа позиција моментално е Тиквеш, кој што има само бод помалку од Брера и 6 бода помалку од Пелистер. Тиквеш до крајот, значи по наредното коло, гостуваме на Воска. Па дома ни доаѓа Беса. Па гостуваме на Шкупи, па дома ни доаѓа во последното коло Струга. 4 кола до крајот, се може да се случи. Втора македонска фудбалска лига, 26-то коло. Еве ги резултатите. Вардар Неготино Борец 1-0. Детонит Арсими 0-0. Скопје Охрид 1-2. Саса Новаци 0-0. Во дербито во Штип, Брегалница Македонија Ѓорче Петров без голови 0-0. Осогово го изненади Башкими, славеше со 1-0. Кожув и Беласица, онака комшиски Гевгелија Струмица 1-1. И Вардарски победа 0-1. На табелата Македонија Ѓорче Петров 57, Башкими 56. Трето е Арсими 55, четврта Брегалница 52. И сега подсетување. Првиот и вториот директно во прва лига. Моментално тоа се Македонија и Башкими. Третиот моментално Арсими ќе игра бараж со екипата на што ќе се најде на 10-то место во првата македонска фудбалска лига. Моментално таму е Тиквеш. Беласица е петта со 39, колку што има и Охрид на 6-тото. Па Детонит со 37, Скопје има 34, Кожув и Саса по 33, Победа Прилеп и Вардар Неготино по 30. Новаци има 29. Борец и Вардарски последно пласирани и дефинитивно трето лигаши, значи 13 и 11 бодови имаат Борец и Вардарски, иако за Борец има некоја математика, некои математички шанси, меѓутоа слабо веројатни. Осогово е 14-то со 22 бода. Сега Осогово е на онаа позиција што ќе игра бараж за опстанок во втората лига. Во следното коло во втората македонска фудбалска лига, само да подсетиме, на програмата беше 26-тото коло, таму се игра 30. Не очекуваат на вистина интересни дуели. Саса го пречекува Вардар Неготино.
Македонија Ѓорче Петров не би требало да има проблеми со Фенерџијата Борец. Дербито ќе го одиграат Арсими и Брегалница во борба за позицијата број 3. Беласица го пречекува Детонит, Охрид игра со Кожув, Башкими дома игра со незгодниот Скопје. Победа Осогово, Новаци, Вардарски. Сега, кажавме за Борец, кажав за Осогово, кој има 9 бодови предност пред Борец, а Новаци има 16 бодови повеќе од Борец. Значи, Новаци не може да биде стигнат од Борец, меѓутоа Новаци има само 7 бода предност пред Осогово. Подсетувам, до крајот има уште 4 кола. Варна, Неготин и Победа имаат по 30 бодови, тоа значи 8 повеќе од Осогово. И единствено што во некоја најнепосекувано црно сценарио може да се случи да паднат на позицијата бараж. Меѓутоа, далеко е сето тоа од муабети и предпоставки. Трета македонска фудбалска лига, 23-то првенствено коло. Во дербито во Росоман Превалец 1-3. Дреново Влазними 3-2. Венец Бучин 2-0. Слога Лажани Ултрас 3-3. Големо Конјари Башкими 4-0. Во ова коло слободни беа екипите на Младост Кривогаштани и Питу Гули, бидејќи Младост требаше да гостува на Обршани, а Питу Гули дома требаше да игра со Марена. Табелата во третата лига Југ, Големо Конјари има 51 бод, Превалец има 44, Башкими 41. Венец Долни Дисан, Младост има 36, Венец 34, Росоман и Ултрас по 32. Следуваат Бучин 22, Питу Гули 21, Дреново и Слога Лажани по 14, Влазними има 11. На последните две места се Обршани и Марена. На 4 мај Превалец Дреново, Влазними Питу Гули, Башкими Слога Лажани, Ултрас го пречекува Венец Долни Дисан, а Росоман патува во Кривогаштани на дуелот со екипата на Младост. Да кажам дека викендов стартува и надпреварите во Општинската фудбалска лига Кавадарци. За оваа сезона пријавени се 7 екипи. И веднаш на почетокот имаше промени. Единство Трстеник, Ваташа, Љубаш, Сопотско поле, Сирково, Габер и првично беше пријавен тимот на Марена. Тоа не можеа да соберат доволен фонд на фудбалери, но токму затоа пак на спротивната страна тоа го направија Возарци ДМД и така да Возарци ДМД ќе биде 7-та екипа. Во првото коло единство Трстеник Ваташа 1-3. Сопотско поле Љубаш 4-3. Сирково Габер беше презакажана. И сега кога сме веќе ке фудбаливе, да кажам дека официјално заврши првата футсал лига со одигрувањето на средбите од 18-тото коло. Црна Река Клими 4:9, Форца Шкупи 2:0, Осогово Железарец 5:0, Јувентус Серава Проект 6:3 и Кеги Моби Бутел 10:10. Се изнадава гола. Форца нов шампион 46 бода, вице шампион Клими. Добро ме слушнавте. Екипата на Клими од Кавадарци е вице шампион со 30 бодови, колку што има и екипата на Проект. Значи, Проект и Клими имаат по 30 бодови, меѓутоа Клими има гол разлика плюс 25, Проект има гол разлика плюс 22. Осогово е на четвртото место со 27 бода,
Шкупи и Кеги Моби собраа по 24, Јувентус се Рава 23, Бутел 22, Црна Река 18 и Железарец има само 9 бодови. Толку што се однесува до фудбалот, иако можам слободно да кажам дека чудни работи се случуваат во македонскиот фудбал. Се некој бесне, се некој се буни, се на некој нешто не му јасно. Гостивар се тепаше со цивили, се тепаше со полицијата овде во Кавадарци. Гостиварчани повторно со припадниците на Министерството за внатрешни работи се преспретуваа во Струга. Сега на надпреварот со работнички си заминаа. Го повлекоа тимот. Бараат некоја нивна правда како оправдување на сето тоа што не може да го направат на терен. Нешто слично направи и Воска. Меѓутоа веднаш Воска ја снајдоа ригорозни казни, минус 9 бода, пари за ова, пари за она, 2 години суспензија за председателот, за тренерот, што за суспензија за капитенот. Такво нешто претпоставувам дека ја чека и екипата на Гостивар. Тука дилеми веќе нема. Ако беа казните ригорозни за Воска, ќе бидат казните ригорозни и за Гостивар. Меѓутоа, треба да сватат луѓето дека фудбалот се игра прво за публика, второ дека никој не е паметен или попаметен од другиот. Тука ќе ги вклучам и службените лица, судии, делегати, значи не само судиите, делегатите, контролорите го разбираат фудбал. Тоа го разбира и публиката на стадионите, тоа го разбираат и оние на теренот кои што не се директно вклучени во надпреварот, на некој начин се индиректно, меѓутоа подитно е, факт е дека е потребно подитно воведување на ВАР системот во нашата држава. Подитно, ваков, таков, каков и да е, еден вид на ВАР систем подитно мора да се вметне за следната надпреварувачка сезона. Иако, во отсуство на ВАР систем можеше да се направи нешто што го направија ракометарите и кошаркарите. Прекин, судиите бараат да прегледаат снимка, сега треба да бидат поврзани со камерите на стадионите, значи со камерманите, оние што вршат пренос, нели, линкови и таквите, стримаат, и едноставно судијата ќе му рече, де врати ситуацијата, де друга камера, де ова, де... И колку толку ќе види дали сгрешил, дали не сгрешил, имало ли игра со рака, имало ли опсайд, немало ли... Колку толку ќе може самиот, како што тоа го прават, така ќе речем, на ракометните терени и на кошаркарските терени. Зошто тоа да не може да го направат и на фудбалските терени, во отсуство на вистински ВАР? Можат, само треба некој да го сака тоа, да го направи и да го воведе во отсуство, пак ќе речем, на ВАР система. Машка ракометна Суперлига. Викендов се игра четвртфиналните групи од ракометниот куп. Еврофарм Пелистер, Варда и Охрид веќе се во полуфиналето, односно на Final Four турнирот. Се чека само уште групата која што ќе се игра во Скопје, на која домаќин е Алкалид и во која што фаворит е Алкалид да се пласира. Нормално, заради настапот во ракометна Европа, Алкалид овие надпревари ги пролонгираше за кратко. Меѓутоа предпоставам дека Еврофарм Пелистер, Варда, Охрид и Алкалид ќе бидат 4 екипи на Final Four. Тиквеш на групата која играше во Охрид, во првото коло против Аеродром, во финалето игравме со Охриджани, загубивме 8-9 разлика, не е ни битно. Охриджани ќе се продолжат на Final Four, нашите ќе се сконцентрираат со мислите кон плейофот. А кога е плейофот во прашање, таму се одиграа 5 кола до сега. Сега ќе видите и резултатите, за да може да ја видите и табелата. ГРК Тиквеш Охрид 20-24, Пелистер Варда 34-35 и Алкалоид Бутел 33-30. Вардар, славејќи во Битола, го превзеде приматот
сега е прв на табелата со 12 бодови, пред Пелистер кој има 11, трете Алкалоид со 8. На трите подолни позиции Охрид 5, Тиквеш 3, Бутел без бодови. Следното коло се игра на 4, односно 5 мај. Еврофарм Пелистер ќе го пречека Тиквеш, Охрид игра со Бутел, а дербито Скопско го играат Алкалоид и Вардар. И потоа следува едно 20 дена пауза, таму некаде дока е 25 мај. Она пауза е ЕХФ неделата, чисто да се знаете зашто ќе има пауза, значи сега имаше пауза овој викенд заради купот, па наредното коло е на 4 мај, тоа значи наредниот викенд, и потоа следува 20 на дена пауза заради ЕХФ прозорот. Во плей-аутот во машката ракометна Суперлига, Струга Прилеп 25-30, Куманово Борец 28-25 и Радовиш Пролет 24-26. Пролет води со 10 бодови, пред Прилеп со 9, Куманово има 7, а Радовиш, Борец и Струга со по 4. Ке биде интересно, особено борбата за опстанок. Струга во наредното коло го пречекува Пролет, а Радовиш на домашен терен игра со Куманово, додека Борец во Велес го пречекува тимот на Прилеп. Интересно и во женскиот плейоф, Вардар Чаир 34-37, таму се играше 15-тото коло, Металург Ѓорче 22-33 и Куманово Астибо 35-22. Во наредното коло Чаир Ѓорче, Куманово Вардар и Металург Астибо. А на табелата Ѓорче убедливо прв 31 бод, пред Металург кој има 23, Чаир има 21, на трите подолни позиции Вардар и Куманово по 9, а Астибо без бодови. Во плей-аутот пак се игра 9-тото коло, Деспина Шампион 39-18, Овче поле Пелистер 22-29 и Спартак Стружанка 30-27. Во наредното коло Пелистер Спартак, Шампион Ѓорче Петров 2 и Стружанка Деспина. А на табелата води Спартак со 14 бодови, пред Пелистер и Деспина со 13 и Овче поле со 10. Ѓорче Петров 2 има 8 бодови, Стружанка 5, Шампион е без бодови. Ајде да видиме сега што се случува во кошарката. Второ коло од четвртфиналните надпревари и повторно доминација на домакините. МЗТ Феникс 87-55. МЗТ води 2-0. Следниот надпревар се игра на теренот на Феникс. ТФТ Чаир 72-66. ТФТ води 2-0. Следниот надпревар на теренот на Чаир. Работнички Пелистер 79-50. Работнички води 2-0, следниот надпревар во Битола, меѓутоа Пелистер ќе остана без тренер, бидејќи по овој пораз беше сменет актуелниот. Куманово Кожув 90-72. Куманово води 2-0, следниот надпревар во Гевгелија. Тиквеш Голден Игл и следната сезона ќе игра во елитата. Второ коло во плей-аутот, Тиквеш Голден Игл Гостивар 96-74. Во вториот надпревар, Вардар Шкупи 87-85. Прва победа на Вардар. Сега, Тиквеш има 36 бода, има уште 4 кола до крајот во плей-аутот, да се знае. А Тиквеш има 4 победи повеќе од вториот тим на табелата, а тоа е Гостивар. Шкупи заостанува 5 победи за Тиквеш. Значи Тиквеш и да ги загуби сите 4, Шкупи пак не може да го престигне. Значи Гостивар има 32, Шкупи има 31, Вардар има 25.
И нешто слично како во фудбал, така и во кошарката. Почнаа да плачат овие од Шкупи зошто загубија Вардар, гужви, тепачки, стручни лица таму, тренери, помошници, што ти ја знам, масери, физиотерапевти, доктори, тие се степаа прво, па после влетаа и играчите, за среќа се брзо се смирија и страстите. Реков, Тикваш Голден Игл и следната сезона во елитата, и следната сезона во елитата ќе игра и екипата на Пробаскет. Пробаскет прво во четвртокот на гости го победи тимот на Струга 53-67. Си обезбеди опстанок и веднаш потоа за време на викендот се одиграа првите четвртфинални дуели. Баскет Кам Спорт Тим 80-41. Крива Паланка Про Баскет 97-57. Бадел Патриот 81-38 и Вардар МЗТ 79-54. И сега гледајте ситуација. 4 тима во четвртфиналето во машка конкуренција. 4 тима во првите четвртфинални дуели кај жените, тоа се 8 екипи. И 2 машки во плејаутот, тоа се 10. На сите 10 надпревари победи над домакините. Значи на сите 10. Да нема некои дилеми. Кога сме кај машката кошарка, само да кажам, во наредните 3 кола Тикваш Голден Игл гостува. Значи сега првен му гостуваме на Шкупи, па му гостуваме на Вардар, па гостуваме кај Гостивар и во последното коло дома играме со Шкупи. Таков е распоредот, онака, чисто да си знаете. Ке ги следим и девојките, може би тие имаа главна цел да си изборат опстанок, што и го направи, и сега не знам колку ќе најдат мотивација во делот против Крива Паланка, која што сезоново одигра, па ке речем, на вистина одлична сезона. Меѓутоа, ќе одеме со меѓународниот спорт, но некако јас ќе го поврзам сето тоа. Голем дел на фудбалери на ГФК Тиквеш игра и минатата сезона во дресот, црвено-белиот дрес. Меѓутоа, некако сезонова ни оди назад. Истиот тренер, истите играчи. Во ракометот, тука сме некаде. Немавме среќа на стартот на сезоната, ни се повреди Симич, ни се повреди Шулевски, соодветни замени, меѓутоа, никако во ракометот да сватиме дека ако сакаме да играме модерен ракомет, ни требаат бекови шутери. А единствен бек шутер во тимот ни е Ани Обина. Тој единствен се дига, шо викаме ние, од 9 метри шутира, за разлика од него, сите други се обидуваат да влезат на 6, да направат некаден шаматан из зоната на противникот. Иако Гачевиќ може да шутира, да бие, меѓутоа не го прави тоа така често. Не го прави така често ниту Манасков, не го прави ниту Андоновски тоа така често. Значи, потребен ни е бек шутер, ама бек шутер на вистина шутер, кој што ќе се крене на 9-10 метри, ќе шутира и дај Боже да има разорен и прецизен удар. Во кошарката исто така. Минатата сезона имавме квалитетни странци. Мощни квалитетни странци. И оваа сезона имаме мощни квалитетни странци. Меѓутоа некако не ни одат работите. Некако ни фали оној тимски дух. Иако пак ќе речем и оваа сезона имаме ептен квалитетни странци. Значи, ептен. Сега, јас се надам дека наредната сезона ќе ни биде берикетна на сите полиња. Ќе успееме да извлечеме поуки од грешките што ги правевме сезонава и дека нема да ги повториме наредната. Од стартот гази, мели, собере поени, па после тамо на крајот ако се опуштиме и да нема расправи. 34-то коло Англиска премиер лига. Таму се игра 38, има уште 4. Еве ги резултатите. Сити Астон Вила 2-1.
Вулверхемптон Лестер 3-0. Саутемптон Фулам 1-2. Бурнемаут Юнайтед 1-1. Арсенал Кристал Палас 2-2. Челси Евертон 1-0. Брайтон Вестхем 3-2. Ньюкасл Ипсвич 3-0 и Ливерпул Тотенхем 5-1. 20-та титула за Ливерпул. Честитки за фудбалерите на Ливерпул. Си ја освоија титулата, 4 кола пред крајот. Не се одигра надпревар од Нотингем Форест Брентфорд. Нотингем Форест играше полуфинале од ФА купот, па затоа оваа средба ќе се игра на 1 мај. Еве како изгледа табелата, 4 кола пред крајот, Ливерпул 82, Арсенал 67. 15 бода помалку, се е веќе решен. Сега внимание. Во Англија 5 екипи одат во Лига на шампиони. Значи Ливерпул 82, Арсенал 67, Ньюкасл има 62, Сити 61, Челси 60. Меѓутоа тука и Нотингем Форест, кој има исто така 60, шестата позиција игра Европска лига, позицијата број 7 игра Конференцијска лига. На позицијата број 6 сега е Нотингем Форест со 60, на позицијата 7 е Астон Вила со 57. Следуваат Фулам и Брайтон со 51 и Бурнемут со 50. На дното во Англија Саутемптон, Лестер и Ипсвич. Саутемптон 11, Лестер 18, Ипсвич 21. Трите екипи се селат во премиершип, односно во чемпионшип, пардон. Зошто? Затоа што Ипсвич, кој што 18, пред него е Вестхем, кој има 15 бода повеќе, 36. Меѓутоа, Вестхем, Тотенхем, Евертон, Юнайтед се екипи кои што побрзо ќе сакаат да ја заборават оваа сезона. Юнайтед само 39, Евертон само 38, Тотенхем 37, Вестхем 36. Кога сме кај Юнайтед, правев некоја анализа на надпреварите и дојдов до заклучок дека како Рубен Аморим. Лесно му е на Рубен Аморим да игра во Португалската лига против Авес, Чавес, Визела, Мафра, Гил Висенте, Санта Клара, Маритимо, Портимоменсе, што те ја знам, Трофенсе и така натаму. Лесно е тоа. Оди игра да те видам со Вулверхемптон, со Саутемптон, со Ипсвич, со тие таквите. Втора работа. Џабе правиме звезди од некои играчи кога не ги бива бregувите играчи. Бруно Фернандеш, факт е дека е еден од подобрите во составот на Юнайтед сезона. Меѓутоа, Бруно Фернандеш од 70 додавања на надпреварот, само 20 има позитивни, 50 има грешни. И како тоа што ќе биде најдобар играч? Значи, 50 погрешни додавања има, 50 загубени топки од 70. Сега давал го, па шо ако дава голови? Кога на спортивната страна примаме. Не знаел Дехеа да игра со нога, знаел Онана, дрво. Онана не би го зеле ниту во единство Трстеник да брани, а не па во Юнайтед. А погледнете го Дехеа, кој што наводно бил стар и не знаел да игра со нога, што прави во Фиорентина. Ке видите после. Гринвуд не чинел за Манчестер Юнайтед. Баца е растура, гол даде против за Олимпик Марсеј. Не чинел Скот Мектомини. Растура во Наполи и ќе стане шампион со Наполи. Не чинел Ентони. Растура со Бетис и ќе игра, дај Боже, Лига шампиони. Не чинел, шо знам, кој не го спомнавме, Рашфорд, растура со Астон Вила. И како тоа сите што не чинеле за Юнайтед, чинат за другите, баш за Юнайтед и за новиот тренер Аморим не чинеа. Зошто не чинат? За да игра Гарначо. Гарначо има
Па дајде да не претера. По 20 шута на утакмица, од кои 20 шута 18 му се кој знае каде. Значи не се во рамките на гол. Од 20 дриблизи, 20 пати е фатен, ниту еден не е успешен. Од 50 додавања, 45 му се грешни. Играл во репрезентацијата на Аргентина, големи тикви. И тамо е ист. Го избрка Мектомини за да играл Мајну, новата звезда. Како Мајну, во оној состав на Манчестер Юнајтед до 23 години, или во оние младински, со лопата да ги риниш има. Меѓутоа, не знам некој го форсира Мајну и Мајну мора да игра. На последниот надпад со Бурнемут, ништо. Ништо, само фигуричка, што ја мрдаш вака, како шаховска фигура, како пешач. Па не може брагује. Некој треба да каже, чекај, стоп, доста е. Ја му се чудам на газдите, сакате да си го пропастите клубот што го купивте, или ќе му даваме ние упорно шанса на Рубен Аморим. Нека си ги пакува коферите и најдете прикладно соодветно решение на позицијата тренер. Ке збориме и натаму. Германска Бундеслига 31 коло. Штутгарт Хайденхайм 0-1, Волфсбург Фрајбург 0-1, Леверкузен Аугсбург 2-0, Бохум Унион Берлин 1-1, Бајер Минхен Мајнц 3-0, Вердер Сент Паули 0-0, Хофенхайм Борусија Дортмунд 2-3, Холштайн Кил Борусија Менхенгладбах 4-3 и Ајнтрахт Франкфурт Лајпциг во дербито 4-0. Овде се игра 34 кола, ова беше 31, значи има уште 3. Бајер Минхен шампион, 78 бодови, пред Леверкузен кој има 67, 55 има Ајнтрахт, Фрајбург има 51. Тоа се 4 екипи за Лига шампиони. Лајпциг на позицијата број 5 Европска Евролига, 49 бода, на 6-та позиција она конференцијска лига Борусија Дортмунд 48, меѓутоа тука си Мајнц со 47, Вердер со 46, Менхенгладбах со 44, па дури и Аугсбург со 43. На дното Бохум 21. Само чиста математика. Холштайн Кил 22. Пак ќе речам чиста математика. Хајденхайм е на позицијата за бараж 25 бода. Меѓутоа Хофенхайм е близу 30. Сент Паули уште поблизу 31. А да подсетам, Сент Паули Холштайн Кил влегоа сезона. Италијанско калчо 34-то кол. Венеција Милан 0-2, Јуве Монца 2-0, во дербито Интер Рома 0-1. Дали овој пораз ќе го чини Интер шампионска титула? Аталанта Лече 1-1, Комо Дженова 1-0, Фиорентина Емполи 2-1, Фиорентина на Дехеа, Наполи Торино 2-0 и повторно Скот Мектомини. И сега Наполи е прв 74 бода, Интер втор 71. Да подсетам, 38 кола, има уште 4. Значи, Наполи 74, Интер 77, Аталанта 65, Јувентус 62. 4 екипи за Лига шампиони. Болоња и Рома се на позициите за Лига Европа и за Конференцијската лига со по 60 бодови, меѓутоа тука се и Фиорентина со 59 и Лацио со 59. Милан има 54, но ми се чини без шанси за понатаму. Да спомнам дека денес играат Верона Каљари, Лацио, Парма и Удинезе Болоња, со тоа што Лацио со евентуална победа може да се искачи на позицијата број 5, евентуално со подобар скор и на позицијата број 4. На дното во Италија, Монца е веќе второлигаш, Емполи и Венеција имаат по 25, трите екипи за испаѓање, меѓутоа Лече во опасна зона има само 2 бода повеќе, 27. Каљари има 30, Парма 31, Верона 32. Парма, Комо и Венеција влегоа минатата сезона. Шпанија не се играше финалето на Копа дел Рей или на Кралскиот куп. Барселона Реал по продолженијата 3-2 за Барса. Нема да зборам ништо, меѓутоа
ако сакат во Шпанија да не им се случува тоа што им се случува сега во Македонија, мора подитно да ги разрешат дилемите. Значи, уште пред 2-3 години најавија дека ќе испитуваат Барселона, купувала суди, плаќала суди, докази има, визуелни докази, аудио докази, снимки од сведоци, такмите работи. Меѓутоа се тегне таа процедура веќе 3-4 години. Значи, треба да застанат црсто без разлика дали е Барселона, дали е Реал, дали е што знам Атлетико. Ако Барселона купувала суди, ако навистина има докази, во жглја лига ќе вратите и чао, Барселона била. И големи тиква како Барселона. Ако купувале суди, ако навистина постои, а сега вака, само се создаваат, се додаваат масла на огинот, да не речам бензин или авионско гориво, не дај Боже, керозинче, и се подпало сомнежи, вакви сомнежи, такви и ред други работи. Значи, нешто подитно мора да се реши. Кој се огрешил од законот, да си ги плати гребовите. Француска лига 1, 31 коло, да кажам дека и во Шпанија, како и во Италија, ќе биде интересно во борба за шампионската титула, бидејќи Барселона таму има 4 бода повеќе од Реал, а на 11 мај играат Барса Реал. 31 коло во Франција, таму се играат 34, ПСЖ Ница 1-3, Лион Рен 4-1, Марсеј Брест 4-1, Страсбур Сент-Етиен 3-1, Монпелје Реймс 0-0, Анжел Лил 0-2, Леавар Монако 1-1, Ленс Оксер 0-4 и Нант Тулуз 0-0. Пари Сен-Жермено одамна е шампион, 78 бодови, Марсеј е втор 58, Лил има 56, а четврто пласираниот од Франција ќе игра квалификации за Лига на шампиони, сега за сега таму е Монако кој има 55. На позицијата 5 за Лига Европа е Лион кој има 54. Шеста е Ница, таа е позиција за Лига на конференции. Ница има 54, колку што има и Лион, меѓутоа исто толку има и Страсбур на седмата позиција. И овие екипи најверојатно ќе водат битка. Монпелје второ лигаш, Сент-Етиен има 27, Леавар 28, Анже 30. Тука се уште и Нант 32, Реймс 33 и Тулуз 35. Сент-Етиен, Оксер и Анже влегоа минатата сезона. Ке биде интересно и во фудбалска Европа. Имам уште една информација. Меѓутоа да кажам дека селекторот Раде Стојановиќ го објави поширокиот список на репрезентативци за светското првенство за младинци. Мике Лазов и Славчо Шулевски од Гракатикош на списокот, па ќе видиме што ќе се случи, како ќе се случи. Сега вака. Изминатиот викенд се одржа државното првенство за деца од 10 до 13 години во Скопје во салата Круме Кепески. Учествуваат 54 клуба од Македонија со 460 надпреварувачи. А карате клубот Сансај Метал Апостолов од Кавадарци освои 3 златни, 2 сребрани и 1 бронзен медал. Златни медали освои Ката Тимот женски 12-13 години во состав Ѓорѓиева, Златковска, Димитриева. Злато освои Викторија Ѓорѓиева, ката индивидуално женски 13 години и Драган Шиков, ката индивидуално машки 12 години. Сребрени медали освоија Марија Димитриева, ката женски 13 години и Ева Трајановска, ката женски 11 години. А со бронзен медал мораше да се задоволи Викторија Златковска, ката женски 13 години. Освојувачите на медали се здобија со право да учествуваат на Балканското првенство за деца, кое ќе се одржи во Бар, Црна Гора, 31 мај, 1 и 2 јуни оваа година. Сега уште Карате Федерацијата да обезбеди парички, тренерки, подготовки за овие дечиња, ќе биде супер, а не родителите да плаќаат. И уште една информација.
Клубот по бразилско џиу-џицу од Кавадарци, кој што работи во Стопна центар за боречки вештини Будо, зеде учество на Балканското првенство, ќе го наречеме, во соседна Бугарија, Бургас 2025, или тоа вие BJJ Balkan Open. Тројца надпреварувачи наши освоја 4 медали. Дарко Димитриев освои сребрен медал со кимоно и бронзен медал без кимоно, значи оно G и no G, да се разбереме. Виктор Ивтимов освои златен медал no G, без кимоно. И по подолга пауза, малце подолгичка од надпревари, Мартин Димитриевски успеа да се закити со сребро без кимоно. No G, мене. Честитки до екипата за бразилско џиу-џицу, честитки до сите наши спортисти, честитки до сите наши спортски колективи за тоа што го работат и само ќе им кажам, стиснете заби. Уште малце остана, па после на заслужен одмор. Ете толку, драги мои. Ќе го следиме оно што ќе се случува во наредните 7 дена. Тука е, значи, нема да имаме фудбал, бидејќи Тиквеш ќе треба да и гостува на Воскамо, службено ќе се го добиеме тој надпревар. Кошаркарите ќе му гостуваат на Шкупи, ракометарите ќе гостуваат кај Еврофарм Пелистер. Не сум убеден кошаркарките што ќе прават и како ќе прават, меѓутоа би требало да имаме еден кошаркарски женски надпревар помеѓу Пробаскет и Крива Паланка, и тоа на некој начин колку толку ќе треба да ги задоволи вкусовите на истенчените вкусови на љубителите на спортот од нашиот град. Јас сум Мики Виденовиќ, во име на спортската редакција на КТВ телевизија ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.